Добро, благодарам, почитувани новинари, почитувана јавност. Денешната пресконференција би сакал да искористам за по-детално да ги представам 6 забелешки кои што ВМРО ДПМН со аргументи ги има посочено како клучни кон францускиот предлог и сметаме дека истите, доколку се прифатат од страна на владата, можат да го подобрат квалитетот на овој предлог и со тоа преговорите и самиот европски пат на Македонија да го направат барем малку поефикасен или да го заштитат од некои ретроградни, анахрони процеси за безполезни разговори за историјата, образованието и националните херои. Во двата документи кои што досега се достапни во јавноста, едниот е општиот став на ЕУ или така наречена преговарачка рамка. Во тој документ имаме две забелешки, а тоа е во точката 3. Зборовите ЕУ ги зема во предвид соодветните едностранни декларации на Бугарија и Македонија за македонски јазик да се избришат и да стои дека законодавството на ЕУ се преведува само на македонски јазик и да нема никакви дополнителни декларации кои што би го обременувале јазикот или би го толкувале, бидејќи ни една трета држава нема право да толкува јазик на било која друга држава. Во точката 5 од преговарачката рамка да се избрише последната алинеја, која што гласи: имајќи го предвид горе наведеното, посветеноста на Македонија за добрососедски односи и поблиска регионална соработка, вклучително и преку постигнување на видливи резултати и спроведување на билатералните договори во добра волја, договорот од Преспа со Грција, договорот за добрососедски односи со Бугарија, како и годишните прегледи за негово ефективно спроведување според член 12. Ова е замка, бидејќи годишните прегледи кои што се повикуваат на член 12, преведено на поедноставен јазик за јавноста, значи билатералниот македонско-бугарски протокол кој што се уште владата го крие. И затоа сметаме дека не треба да го обременува овој документ, бидејќи истиот нема да служи за постигнување на стандарди, туку ќе служи само за некои политички конфронтации и тензии кои што нема да донесат добро ни на Македонија, ни на Бугарија, ниту пак на европските стандарди според Копенхашките критериуми. Во документот наречен заеднички став на Европската Унија предлагаме 4 измени. Во точката 1 по зборчето на да се избришат зборовите првата фаза од. Ова значи дека би сакале ние Македонија да не биде преседан и за Македонија да нема прва фаза и втора фаза од почеток на преговорите, затоа што во ваквиот документ очигледно е дека Македонија нема да ги почне преговорите во моментот кога членови на владата ќе имаат заедничка фамилиарна фотографија со членови на Европската комисија. Туку, со бришање на овие зборови, да се знае дека почетокот на преговорите се случува веднаш и не е поделен на фази. Потоа, поврзано со оваа измена, би сакале да се избрише и точката 11, која што гласи: оваа преговарачка рамка ќе биде презентирана врз основа на општиот став на ЕУ за време на следниот состанок на меѓувладината конференција, која сме подготвени да ја одржиме без понатамошни одлагања, веднаш штом Македонија ќе ја спроведе својата заложба за завршување на уставните измени. Сметаме дека преговорите не треба да бидат условени од уставни измени, бидејќи токму Европската Унија, ако се сеќавате уште преку комисијата на познатиот француски правник Бадинтер, беше оценета дека има најдобар устав според кој што заслужува да биде признаена како независна и демократска држава. И цениме дека Европа треба да се придржува до своите документи и да не ја условува Македонија почетокот на преговорите да и зависи од уставни измени кои што дома ќе донесат само политичка поларизација, недоразбирања, а во македонско-бугарските односи дополнителни тензии. И потоа имаме во точката 13 предлог да се изостават зборовите откако Македонија ќе ги исполни релевантните критериуми договорени од Советот. Сметаме дека и ова е излишно, бидејќи Копенхашките критериуми се доволно јасни. И во точката 14 да се избришат зборовите: подсетуваме на важност од постигнување видливи резултати и спроведување на билатералните договори. Во таа насока го поздравуваме договорот за протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија формирано согласно член 12 од овој договор. Овој
член 14 од заедничкиот став на ЕУ најдецидно ја демантира власта која што крие дека протоколот е дел или не е дел од преговарачката рамка. Ние гледаме дека во европските документи јасно е укажано дека македонско-бугарскиот билатерален протокол е дел од преговарачката рамка и сметаме дека таквиот протокол не е дел од европските стандарди и Македонија не треба да прифаќа ваков преседан. Тоа се нашите забелешки и она што сакав да го одговорам на веќе поставени прашања од ваши колеги кои што стигнаа до нашиот центар за комуникација, прашањето од Телма, кое што се поклопува во еден дел и со прашање од колешка новинар од Канал 5 телевизија, е за најавата од владата за испраќање на овие документи, францускиот предлог до собранието и дали ВМРО-ДПМН ќе учествува во дебатата на оваа тема. Прво би сакал да запознам јавноста дека до овој момент во собранието нема стигнато никаква информација, никуту документ од владата. И не само што нема стигнато до пратениците од опозицијата, имавме можност да контактираме и со пратеници колеги од владеачкото мнозинство, владата се уште ги нема доставено документите ниту до пратениците кои што ја поддржуваат, а на најконтраверзен начин, според мене, се крие документот наречен билатерален македонско-бугарски протокол, за кој што министерот Османи пред 2 дена тврдеше дека е усогласен со министерката Генчовска од Бугарија, а министерот Маричич вчера тврдеше дека се уште не е комплетиран. И сметаме дека владата има нешто незгодно зошто го крие овој македонско-бугарски протокол. И на второто прашање, да, секако, ВМРО-ДПМН ќе учествува во секоја дебата во собранието и ќе ги застапуваме интересите на државата, интересите на граѓаните. 73% од македонците сметаат дека францускиот предлог не е поволен и дека Македонија само ќе влезе во еден сизифовски процес на долгогодишни мачни преговори, доколку истиот биде безусловно прифатен од владата на СДСМ и ДУИ, и ние го делиме тоа мислење, кое што беше исто така подкрепено со аргументи и од стручната јавност, луѓе кои што се занимаваат со евроинтеграција подолги години. И втората работа по однос на оваа тема, која што би сакал да ја истакнам, е дека ги повикуваме и пратениците од владеачкото мнозинство да не одат на принципот на надгласување. Преговарачката рамка на една држава со Европската Унија треба да биде предмет на консензус, бидејќи истата, ако се усвои, се усвојува за следните 15 или 20 години колку и да преговара Македонија до членството во ЕУ. Затоа преговарачката рамка не е прашање на бројки, кој кого има да надгласа, туку е прашање на квалитет и добро преговарање и услови кои што се прифатливи и нормални во споставени стандарди во Европската Унија и за досегашните земји членки и за оние кои што сега се кандидати кои што преговараат. Потоа имав и едно прашање од новинарката Јана Јосифовска од Канал 5, кое што е следно. Дали ВМРО-ДПМН ќе продолжи со диалогот во работната група за францускиот предлог, доколку не се прифатат вашите забелешки. ВМРО-ДПМН ќе повторам, на предлог документите кои што се доставени од француското председателство има 6 аргументирани забелешки. Намерно одевме на помала бројка на суштински, квалитетни забелешки, наместо да одиме на квантитет и да се надпреваруваме кој колку понудил или кој колку прифатил од овие забелешки. Ова се 6 суштински забелешки кои што ние сметаме дека власта треба да ги прифати и сите заеднички да направиме напор за корекција на овој предлог преговарачка рамка, кој што не е конечен до моментот додека не го прифати и Република Македонија. И доколку СДСМ и ДУИ немаат намера да ги прифатат или сериозно да ги вклопат овие суштински забелешки во француската преговарачка рамка, тогаш не гледаме смисла
во понатамошни разговори за кои што би дискутирале за козметички заклучоци за внатрешна употреба од страна на собранието, кои што гледаме дека владата во изминатите 5 години не ги ни почитува.